Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Е-училница на часот по математика за праводеление. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшов Пинџур од Неготин. Наставна содржина за овој час. Парови на броеви чиј збир е 10. А што ќе научиш? Ке умееш да ги откриеш сите парови на броеви чиј збир е 10. Ке знаеш да ги поврзуваш броевите со количество. Ке воочиш дека со промената на местото на собироците, збирот останува ист. А сега да ги изброиме звездичките кои што ги имаме овде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така е, ученици. Овде имаме точно 10 звездички, затоа што овој час ќе ги учиме паровите на броеви, чиј збир е 10. Па да започнеме. Ова е едно созвездие. А тука ја гледаме и месечината, која што многу свети навечер. Овде е и нашата другарка Стела. Звездичката Стела сака да ни каже една приказна. Па да ја слушнеме. Во едно созвездие, многу блиску до месечината, се живееле 10 сестрички, 10 звездички. Тие многу сакале да патуваат во сите планети, но најмногу од се сакале да патуваат во планетата Земја. Една ноќ сите 10 сестрички блеснале и се спуштиле во облаците. Ајде да видиме што се случува понатаму во оваа приказна на Стела. Дали е тоа обична приказна? Или пак можеби е математичка приказна? Сега ќе видиме. Еве ги 10 звездички, 10 сестрички. А затоа што ние денес учиме за парови броеви, чиј збир е 10, сега преку оваа приказна ние ќе го објасниме истото. Само внимавајте и слушајте. Каде што имате потреба, сопрете го видеото. А потоа пак пуштете го. Еве ги 10 сестрички, 10 звездички, како се симнуваат во облаците. Да, сите 10 звездички се симнале во облаците. Дали во созвездието останала некоја звезда во овој простор горе, каде што е блескаво, каде што ја гледаме месечината? Не, не останала ниту една звезда. Па затоа, ова како броен израз ќе го запишеме. 0, бидејќи во созвездието немаме ниту една од овие 10 звездички, плюс 10 звезди кои што се наоѓаат во облаците е еднакво на 10. Ајде да видиме понатаму. Аха, една звезда од овие 10 останала во созвездието. Таа не сакала да оди пак во облаците. А да видиме незините сестри што направи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Една звездичка останала горе, а другите 9 се спуштиле во облаците. А ова како броен израз ќе го запишеме. 1 плюс 9, кои што се во облаците, е еднакво на 10.
бидејќи било жал за својата сестра. И втората сестричка останала во соцвездието. Не се спуштила со другите звезди во облаците. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Горе останале 2 звезди, а во облаците се спуштиле 8 звездички. Тоа ќе го запишеме на следниот начин. 2 плюс 8 е еднакво на 10. Сега уште една звездичка им правела друштво. Сега во соцвездието се 3 звездички, а во облаците се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 звезди. Значи сега имаме долу 7, а горе во соцвездието 3 звезди. Како броен израз тоа се запишува на следниот начин. 3 плюс 7 е еднакво на 10. И паднало жал и на четвртата сестричка, па и таа останала да им прави друштво на другите 3 сестрички. И сега се горе 4 звезди. А 1, 2, 3, 4, 5, 6 звездички се спуштиле пак во облаците. Ова како броен израз ќе го запишеме на следниот начин. 4 плюс 6 е еднакво на 10. Сега ученици под еднаков број на звезди останале и горе во соцвездието, а 5 се спуштиле долу во облаците. 1, 2, 3, 4, 5. Значи сега имаме подеднаков број на звезди. 10 сестрички се поделиле на 2 дела. Подеднакво. Се поделиле на половина. Ова како броен израз се запишува 5 плюс 5 е еднакво на 10. Сега имаме повеќе звездички, повеќе сестрички кои што сакале да бидат во соцвездието. Дури 6, таа една што беше петата долу, сега се вратила и таа горе. И сега имаме 6 звездички во соцвездието, а 4 звездички во облаците. И тоа се запишува на следниот начин. 6 плюс 4 е еднакво на 10. Сега и седмата звездичка останала горе, а само 3 од звездичките сестрички биле во облаците. Ова како броен израз се запишува 7 плюс 3 е еднакво на 10. Само 2 звездички се спуштиле долу во облаците, а 8 звезди останале горе до месечината и сакале да ја гледаат како убаво свети. 8 плюс 2 е еднакво на 10. Само една звездичка останала во облаците, а 9 звездички останале горе во соцвездието. Ова како броен израз ќе го запишеме. 9 плюс 1 е еднакво на 10. 9 звезди кои што биле овде горе, плюс оваа една звездичка, тоа е еднакво на 10. И она што ме радува на крајот од оваа приказна, дека сите 10 сестрички, сите 10 звездички си останале повторно да си живеат заедно во соцвездието до месечината и никогаш повеќе не се разделиле. Ова како броен израз се запишува 10
Плюс 0 е еднакво на 10. Зошто плюс 0? Затоа што ниту една звездичка немало повеќе во созвездието, во облаците, а во созвездието имало 10 звездички, односно сите звездички. И така оваа приказна завршува среќно. Сега овде, ученици, ќе треба да ги повториме пак паровите броеви чиј збир е 10. Но на кој начин ќе го направиме тоа? Ова што го гледате се пак звездички, но овие звездички се во форма на сметалка. Сметалките може да бидат со топчиња, но еве нашата сметалка за овој час е со убави разнобојни звездички. Што ни представува ова што го гледаме? Погледнете. Првиот ред со темно-сината боја, овие звездички, се вкупно 10 и затоа ова како броен израз го запишуваме. 0 плюс 10 е еднакво на 10. Погледнете во вториот ред, каде што се црвените звездички. На левата страна имаме една црвена звездичка, а на десната страна имаме 9 црвени звездички. Тоа го запишуваме 1 плюс 9 е еднакво на 10. Во третиот ред, каде што имаме зелени звездички од оваа наша сметалка, 2 звездички се од левата страна, а 8 се од десната. Значи, 2 сме разделиле, сметајки со прстињата на левата страна, а на десната ни останале 8, од вкупно 10. Ова го запишуваме. 2 плюс 8 е еднакво на 10. Понатаму, жолти 3 звездички имаме од левата страна, од вкупно 10, а од десната страна ни остануваат 7 звездички. Ова го запишуваме. 3 плюс 7 е еднакво на 10. Понатаму, овие розови звездички од левата страна се 4, а од десната страна се 6 звездички. 4 плюс 6 звездички е еднакво на 10. Стигнавме на половина од нашата сметалка, затоа што овие виолетови звездички се 5 од левата и 5 од десната страна. Може би ова и најлесниот пар од броевите кои што прават збир 10, затоа што двата собирока и 5 и првиот и вториот собирок се исти броеви. 5 плюс 5. И многу лесно е за памтење. Овие сини звездички се 6 од левата страна, 4 од десната страна. Што забележуваме, ученици? Што можеме да забележиме? Овде имаме 4 плюс 6 е еднакво на 10, а тука 6 плюс 4 е еднакво на 10. Што значи, иако се сменат местата на собироците, збирот не се менува, тој останува ист. Така, понатаму, имаме светло-зелени 7 звездички од левата страна и 3 од десната страна. 7 плюс 3 е еднакво на 10. Имаме темно-кафеави 8 звездички од левата страна и 2 звездички од десната страна. Тука запишуваме 8 плюс 2 е еднакво на 10. Горе имавме 2 плюс 8 е еднакво на 10, а овде 8 плюс 2 е еднакво на 10. Значи, 2 плюс 8 и 8 плюс 2 е исто, само што собироците си ги променуваат местата. Ни остануваат темно-виолетовите 9 звездички и едната од десна страна исто темно-виолетова звездичка. Тоа го запишуваме 9 плюс 1 е еднакво на 10. Овој израз, броен израз, и 1 плюс 9 со црвено е еднакво на 10, се исти. 1 плюс 9 и 9 плюс 1
се исти, само им се сменети местата. Така е. Збирот не се менува, туку останува ист. И на крајот имаме темно жолтина кај портокалово, 10 звездички од левата страна, а од десната ученици немаме ниту една звездичка на сметалката, затоа што сите вкупно од 10 звездички се поставени на левата страна. И овде се запишува изразот 10 плюс 0 е еднакво на 10. Што можеме друго да забележиме, ученици? Едната низа расте 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, додека втората се намалува 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. За колку се зголемува и за колку се намалува? Ајде размислете. Од 0 до 1, од 1 до 2, од 2 до 3, за колку зголемуваме? Па така е, за 1. А за колку се намалува? 10, 9, 8. Од 9 до 8, така е, се намалува за 1. А исто така, и кога ќе ги погледнеме и овие звездички, звездичките од левата страна се оние кои што се зголемуваат за една звездичка повеќе. Погледнете како тие се повеќе и се повеќе за едно како одиме надолу. Сме имале горе 1, па 2, па 3, 4, 5, 6, се така до 10. Додека на десната страна се оние кои што се во вториот собирок и се намалуваат. Еве ги, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И на крај 0. Значи, што можеме да заклучиме, ученици? Доколку кога едниот број расти за 1 повеќе, другиот се намалува за 1 помалку. И уште нешто друго забележавме и заклучивме, дека собироците, паровите, си ги сменија местата, но збирот остана ист, непроменет. Се надевам дека веќе ви е јасно и дека ги знаете паровите броеви чиј збир е 10. Но за да бидеме сигурни дека е тоа така, сега ќе следи уште една активност. Оваа активност е наречена парови броеви звезди до 10. Што треба да направите? Напиши го испуштениот број за да биде секоја звезда еднаква на 10. Значи, ние треба да ги пронајдеме другарчињата на овие броеви. Паровите, чиј збир треба да биде 10. Секоја звезда, кога ќе се собере со своето другарче, да биде еднаква со оваа големата звезда. Ајде сега, доколку имате и потреба, можете и да го сопрете видеото, па потоа повторно да го пуштите. Ќе почнеме од оваа звездичка. 2 плюс. Значи, 2 плюс кој пар на број ни дава збир 10. Кој е другарчето на бројот 2? Така е, ученици. 2 плюс 8 ни дава збир 10. Понатаму, одиме кај оваа звездичка. 6 плюс 4 ни дава збир 10. Понатаму сме кај оваа звездичка. 7 плюс празен квадрат. 7 плюс 3 е еднакво на 10. 9 плюс 1 е еднакво на 10. 1 плюс, што кажавме за промена на местата на собироците, овде имавме 9 плюс 1. Ако се ги сменат местата, овде ќе имаме
Така е. 1 плюс 9. 4 плюс 6. 5 плюс, рековме, ова е најлесниот пар на броевите, затоа што така и двата броја се исти, еднакви. 5 плюс 5. 8 плюс 2. И тука ја завршивме активноста парови броеви, звезди до 10. Се надевам дека научивте кои се паровите на броеви чиј избир е 10 и дека часот ви беше интересен. За домашна задача, убаво е да си ги напишете сите парови на броеви чиј избир е 10 во тетратката по математика. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на некој нареден час.